Najprvi s ogled дека денеска е вториот ден од едниот од двата најголеми празници на муслиманите во светот, Рамазан Бајрам, и токму во прилог на денешната дебата сакам да им посакам честит и вечен празник на сите муслимани и во Македонија и во светот, со желба за многу здравје, среќа, мир и благосостојба, и едноставно сите овие празници како што е Бајрам, нека бидат поттик до сите граѓани за меѓусебно разбирање, взаемно почитување и заедништво на сите граѓани во Република Македонија. Инаку, како што спомна и доктор Теловска, значи нашата држава, колку и да сака некој на друг начин да ја прикаже, е мултиетничка држава, мултиконфесионална, мултикултурна и едноставно држава на сите граѓани со сите своји специфичности, кои, ете да кажеме, можеби некогаш знаат да отежнуваат одредени процеси, но од друга страна таа разноликост навистина представува едно богатство од идеи кои што треба да го да се искористи буквално за сите општествени промени и процеси. И поради тоа мултикултурализмот треба да се развива и негува, и тоа зголемување на знаењето за било која различна заедница од својата и нивната култура на некој начин овозможува целосна рамноправност и меѓусебно почитување. Така да ваквото видување, значи не мислам ништо ново во тој поглед, значи бидејќи во Македонија со векови наназад, значи таа е мултикултурна држава каде што покрај македонскиот народ живееле и други народи, етнички заедници, значи, но во зависност од временскиот период со различни проценти. И на некој начин од осамостојувањето до денес во развојот на македонската држава може да се, мислам, тоа веќе фактите го зборуваат дека имаме еден позитивен процес во развојот на правата на различните заедници, некогаш поинтензивен, некогаш поблаг, но сепак имал позитивен тренд. Ова го спомнувам бидејќи доста често се споменува дека заедниците со помал процент се маргинализирани, што до некаде има одредени процеси кои што на некој начин го покажуваат тоа, бидејќи доста често во целиот овој период од осамостојувањето до денес, без разлика, значи, она власта во Македонија и она што е владењето тука во Македонија, било зафатено доста со регулирање на правата помеѓу македонците и албанците и слично. Односно, доста често ние од помалите етнички заедници некогаш сме имале чувство дека сме маргинализирани, а Македонија за жал некогаш да добива една компонента на бинационална држава, што не е реалност. Што и од тие причини, ако се направи една анализа, ќе се види дека партијата ВМРО-ДПМНЕ во целиот тој процес може да се види дека најголем дел од оние позитивни промени што се случиле за народите со помал процент во Македонија се случиле токму во време кога ВМРО-ДПМНЕ, односно коалицијата која што таа ја предводи, била на власт. Ова вклучително се однесува и на бошњаците, на заедницата на која што и припаѓам. И мислам дека тоа е веќе очигледно дека ВМРО-ДПМНЕ смета дека е интерес, и навистина тоа е така, за развој и стабилност на Македонија, да ги развива правата на условно кажано помалите етнички заедници, бидејќи навистина тие представуваат еден кохезивен елемент во нашето општество. Поради тоа јас ќе споменам неколку процеси кои се случиле во минатото, а кои придонеле да се подобри статусот на бошњаците и на другите етнички заедници со помал процент во Македонија. Без оглед што сум, значи, дел од коалицијата за подобра Македонија, нема да зборувам субјективно, туку ќе напоменам одредени факти кои се многу лесни за проверување. Односно дека најголем дел од тие позитивни процеси, како што спомнав, се случиле за време кога на власт била ВМРО-ДПМНЕ, за разлика од СДСМ кога била на власт само декларативно се залага за подобрување на правата на народите со помал процент во вкупното население. Еве, можеби тука ќе се задржам на неколку моменти кои сметам дека е вредно да се споменат. Со
осамостојувањето на Македонија, значи воведување на повеќе партиски систем и бошњаците се организираа првата партија Социјалдемократска акција која што и денеска значи постои, беше во коалиција со ВМРО ДПМН и се уште е, имаше своји пратеници. Во време на нејзина најголема популарност и поддршка значи кај народот, што беше една и од причините, беше апсењето на нејзиниот председател Халиловиќ во 93 година. На некој начин мислам дека тогаш се прати порака да бошњаците од страна на тогашната власт предводена од СДСМ, да не кажам каде им е местото. И ова го спомнувам бидејќи сакам да направам една паралела, бидејќи истото се случува и денес. Бидејќи СДСМ на некој начин продолжува со истите политики кон навладење, каде што повторно прогонува, да кажам, видни бошњаци. Во случајов председателот на најголемото здружение на бошњаците во Македонија АВАС, од кое здружение сум и јас како пратеник во Собранието на Република Македонија, како дел од коалицијата за подобра Македонија. Така да, овој начин значи на владење веќе на некако ми се личи како СДС ке владее, дека нема ништо ново и нешто позитивно не очекувам дека ќе се случи. Би сакал да напоменам уште неколку моменти. Од 98 година значи бошњаците имаат прв пат пратеник во Собрание на Република Македонија и тоа е господинот Алија Шахич, кој што веќе не е со нас, како дел од коалицијата со ВМРО ДПМН. И од тогаш до денес, значи во сите парламентарни состави во коалицијата, значи со ВМРО ДПМН постојано имаме пратеник од бошњачката заедница, што не е случај со коалиции предводени од СДСМ, бидејќи тие во два парламентарни состави нема пратеник од бошњачката заедница. Исто така, она што треба да се спомене во поглед на чувството на припадност кон државата, јас како бошњак, значи е уставотворноста на бошњачкиот народ во значи преамбулата на Уставот на Република Македонија, што директно води заслуга исто така од политиките на ВМРО ДПМН. Поточно дури можам и да споменам, освен веќе споменатиот пратеник Шахич, и пред се голема благодарност бошњаците му должат на тогашниот председател господинот Борис Трајковски. Ова се гледа значи тој континуитет од тогаш и до денеска и фактот што и денеска во коалицијата значи предводена од ВМРО ДПМН има 25 политички партии од сите етнички заедници и над 10 здруженија кои што на некој начин ја покажуваат отвореноста на ВМРО ДПМН кон другиот, условно кажано, поразличниот, без разлика дали по етнички или верска припадност. Така да на тој начин може да се види и како ВМРО ДПМН значи во перспектива ја гледа и својата партија и Македонија. Односно, освен како коалиции што имаме политички партии, веќе испомнавте, значи во самата партија во ВМРО ДПМН членуваат буквално, значи имаме членови, тоа видни функционери од сите етнички заедници, вклучително имаме значи и албанци, и турци, и срби, и роми, и бошњаци, и власи и други. Но пак значи она што сакам да го потенцирам е и покрај тоа што е отворена за членство од сите етнички заедници, таа повторно коалицира и во својата коалиција има буквално значи партнери од сите етнички партии. Зошто тоа го спомнам и зошто е тоа важно? Особено тоа се гледа и во сега во дадениот момент, затоа што и кога коалицира таа дополнително освен пред своето членство има значи одговорност и према коалициониот партнер, бидејќи сепак се работи за договор. Додека од другата страна, од СДСМ пак викам декларативно, значи освен што е отворена за членство на други, да кажем, етнички заедници во својата партија, таа избегнува да коалицира со повеќе политички партии со цел на некој начин, кога имаш партнер со кој што се договараш, тогаш на некој начин имаш помала одговорност можеби кон таа заедница. И тоа исто така доста пластично се гледа и во случајов сега со формирањето на влада и ред други сега функционери и слично, каде што постојано се зборуваше едно општество за сите, обединето општество, еднакви права за сите. Сметам дека повторно бошњаците во тој дел се маргинализирани, бидејќи покрај толку министерства без ресор, да не кажам и покрај толку зборување дека сите сме еднакви, можеше да се најде едно
министерство без ресор, условно кажам, или заменичко министерско место за некој од бошњаците. Јас тоа и отворено го кажав, без разлика што поентата е дека треба Македонија, значи, не само декларативно, туку суштински да ги негува и да ги почитува правата на сите заедници. Но, од друга страна, она што е карактеристично за СДСМ, а што беше негативно за другите етнички заедници, ќе го споменам на сите, мислам, доста беше актуелно Законот за територијална организација 2004 година, со кој што закон многу етнички заедници при формирањето, односно намалувањето на бројот на општините, останаа без општини во кои што беа, ако не мнозинство, во случајов беа барем на 20% со оглед на Охридскиот рамковен договор и правата што како службен јазик во таа општина и слично. Во поглед на бошњаците кои што имаа општина со 35% општината Житоше, значи од 96-та беше укината во 2004 година од страна на СДСМ, при што имаше под изговор дека е мала општина по број на жители, што не може да се провери дека не беше најмала општина која што некои помали општини продолжија да функционираат. Исто така имаше можност со населени места во кои што живеат претешно бошњаци да се прошири таа општина, на пример од општината соседната општина Долнени. На тој начин ќе се зачуваше една општина чисто како не само поради практичната и практични причини, она што е за потребите на бошњаците, ќе споменам бидејќи тогаш се отвори многу дискусија каде што пратениците од ВМРО, ДПМН и коалицијата тогаш беа за да се задржи таа општина во која што ќе имаме бошњаци на 20%. Јас покрај пратениците што дискутира и гласа, особено тогаш беше тогашниот пратеник, денес градоначалник на Скопје, господинот Коце Трајановски, кој децитно ја кажа и суштината и односот кон другите народи, значи каде што најпрактично може да се види односот на ВМРО ДПМН кон другите етнички заедници, каде што буквално беше дискутирано и потенцирано дека тоа нема да биде само придонес за бошњаците, туку и за македонската демократија и нејзиниот мултиетнички и мултикултурен карактер. Значи уште во 2004 година зборуваме и тие ставови и денеска се исти. Има многу примери кои што би можел да ги елаборирам, но сепак само можам и да ги онака чисто таксативно да ги споменам како отварање на редакција, ТВ редакција на босански јазик и радио на босански јазик во јавниот сервис, исто така од страна на коалиција, односно кога ВМРО беше на власт. Понатаму 2008 година воведување на предмет јазик и култура на бошњаците заедно, исто така и за другите, и јазик и култура на властите и за сите етнички заедници, значи предмет кој што ќе го изучуваат. Настава на босански јазик во две училишта, Оризари Велешко и Љубин во општина Сарај. Исто така со законот за празниците на Република Македонија во 2007 година, исто така сите етнички заедници добија значи свој ден, не дека како и бошњаците 28 септември ден на бошњаците, не дека сега можеме ние да кажеме со тоа нема да се подобри животот, но ако веќе има празник. Меѓутоа тоа чувство на припадност и задоволство дека и јас сум дел од оваа држава, значи дека оваа држава ме прифаќа како свој, како што јас ја чувствувам, е многу значајно. Така да тоа се многу работи кои што ВМРО ДПМН ги има направено за бошњачката заедница, кои што често така и се премолчуваат и не се зборуваат и некако таа реторика оди во сосема друга насока. Како што реков преска, за разлика од нив, СДСМ, значи и 90-тите години и денеска буквално своето владење го започна со прогон на видни членови, дури председатели на партии или здруженија кои имаат пратеници во собрание, што навистина сепак е, мислам, не можам другачие да го разберам, освен како притисок врз бошњачката заедница. И ред други работи кои што бошњаците, условно кажано, добро ги знаат. На крај, значи, ако веќе свесен сум дека ова што го кажувам, некој ќе каже добро, во случајов тоа поминало, имало многу пропусти, да, и јас викам дека имало одредени пропусти, можело и подобро, но сепак имаме буквално
морав да се задржам на овие, да кажеме, на целиот овој период одредени моменти. Имам и многу други кај што би можело да се спомене, кај што буквално значи се гледа што значи да работиш за подобрување на статусот на сите заедници, да си значи отворен суштински, а не само декларативно со празни зборови и ветувања, буквално тапкање по рамо. И мислам дека понатаму сите етнички заедници ќе почувствуваат дека она што беше зборено во предизборието од страна на СДСМ, дека како што сите овие чекори кои што немаат врска со она што беше ветено од нивна страна, ќе застана тука, но без разлика ние како коалиција за подобра Македонија сме тука и постојано ќе укажуваме на сите потреби што се однесуваат до сите етнички заедници во Република Македонија, вклучително и коалицијата и ВМРО ДПМНЕ, значи со својата отвореност и пристапот кон другите етнички заедници, значи ќе доведе да она што во суштина е и по мене една перспектива, бидејќи Македонија како граѓанска држава, мултикултурна, мултиетничка во секој поглед, значи како граѓанска држава мора да има и граѓански партии, и тука таа отвореност во понатамошниот период мислам дека ќе дојде уште повеќе до израз. Па добро, јас освен во минатото ќе ве уште нешто ќе споменам и во овој период дека после изборите како дел од коалицијата, мислам интересно да се спомене дека и покрај тешките услови, политичката криза, техничка влада, ние она што се договаравме, некои работи успеавме да реализираме. Од наша страна, значи, беше во поглед на бошњаците значајно завршено сите оние предпоставки за воведување на визна либерализација со Босна и Херцеговина и од кај нас е тоа завршено, се очекува потписи од другата страна. Исто така, воведување на субвенционирана авионска линија Скопје-Сараево. Се надевам дека, кој што најавија одредени СДСМ, дека со одредени, не знам, ревизии, ќе стопира одредени проекти, дека нема ни да се стопира она што веќе е започнато. Печатењето на 3 учебника, веќе е во подготовка печатење за јазик и култура на бошњаците за учениците од септември да ги имаат. Се надевам дека истото ќе продолжи, но во секој случај сите оние процеси што ги започнавме како коалиција и ВМРО ДПМН во континуитет што ги работи, значи ќе бидеме тука да едноставно иницираме, да работиме се со цел да сите етнички заедници ги уживаат своите граѓански права. Сигурно мислам дека ја мотивиравме колешката пратеничка Нола Исмаиловска да многу работи што се може и посуштествени, освен овие што се доста чувствителни прашања во поглед на етничките заедници да ги спомене. Јас ви благодарам, повели колешка Исмаиловска.